како што ветивме и у самата програма во делот на уредување на градежно земјиште, дека ова година ќе реализираме активност во делот на санација и реконструкција на тротоарите, генерално и во централното градско подрачје, но и во периферијата. Еве, веќе почнуваме и да го остваруваме, односно и реализираме ова наше ветување. Веќе фирмата Urban Invest од Кавадарци интензивно работи на нова активност на овој наш проект и генерално, значи, на територијата на општина Радовиш ќе бидат поплочени 3500 метри квадратни од тротоарските површини. Дел ќе бидат во централното градско подрачје, дел во периферијата. Или значи пофреквентните сообраќајници, односно тротоарите на пофреквентните сообраќајници ќе бидат поплочени. Зошто досега еве не беа поплочени, бидејќи токму во центарот пред Стопанска банка беше доста во една незавидна состојба? Невкусно ќе биде да јас давам коментар претходно како е било. Ние имаме сопствено видување на нештата, сопствена динамика и мислам дека еве нема да отстапиме од тоа што го предвидуваме, што го ветуваме пред граѓаните, а да не го реализираме. Ова го ветивме за оваа година, еве и го реализираме. И радува фактот дека еве по спроведената јавна набавка ни останаа и дополнителни површини на бекатон. И за таа цел еве веќе планираме и одредени помали пристапни улици во периферијата на градот, па и во одредени населени места, сега со наредните измени на програмата да бидат офатени и очекуваме еве до крајот на годината некаде уште 3000 метри квадратни да бидат поплочени со бекатон плочки. Градоначалниче, еве едно прашање околу уличното осветлување. Во последно време има реакција од граѓаните дека во градот нема улично осветлување, односно одредени улици се во тотален мрак. Зошто е работа? Да, за жал се доведовме во таква ситуација. Тендерските постапки се доста комплицирани. Еве, во овој период имавме еден вакуум простор од избор на старата фирма, односно и истече договорот, до склучување на договор со нова фирма, се створи еден вакуум простор, но еве, денес завршува тој жалбен период, жалбен рок кој што го имаа фирмите и од утре очекувам фирмата која што е изберена тендер интензивно да почне со санација на уличното осветлување. На место е реакцијата и ваша и на граѓаните, но се надевам дека ќе не идеме на разбирање, а веќе од утре ние апсолутно нашата обврска која што имаме како општина во делот на одржувањето интензивно ќе почнеме да се извршуваме.